Почитувана јавност, лажните вести, деструкциите и прекршувањата на мерките од страна на ВМРО-ДПМН не се ниту случајни, ниту инцидентни. Туку тоа е свесно дејствување против здравието, но и против интересите на граѓаните. Од самиот почеток на оваа здравствена криза, јавноста е сведок на самоволие, на непочитување на прописи и на смислено ширење на лажни вести од страна на функционери на ВМРО-ДПМН. На 3 април Христијан Мицкоски се обиде да создаде паника и кажа дека државата имала уште само 100 теста. Од тогаш тестирани се десетици илјади граѓани, а заклучно со вчерашниот ден вкупно тестирани се над 38.000 граѓани. На 15 април Мицкоски и ВМРО-ДПМН лажеа брутално дека 140.000 наши сограѓани останале без работа заради коронавирусот. А официјалните податоци покажуваат дека тој број е далеку помал, односно дека бројката не е повеќе од 8.000 граѓани. Но освен тоа што шират лажни вести, Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ги прекршуваат мерките и задолженијата за заштита од коронавирусот, но и ги злоупотребуваат институциите за своји партиски цели. На 25 април се појави фамозната снимка, на која се гледа како Христијан Мицкоски влегува во теретана, која не смее да работи во придружба на припадници на Министерството за внатрешни работи. А секако имавме можност да видиме дека некои од нив носат и заштитни ракавици. 3 дена подоцна, Наке Чулев на брзина ја прогласува истрагата за затворена. Вели дека снимките се стари, а за ракавиците, замислете, вели дека тоа било одсјај од светлината. И додека со судни маки се обидува да го спаси својот шеф Мицкоски, Чулев ја злоупотребува својата позиција, ја злоупотребува полицијата за да врши упади во невладини организации. На 29 април структури на Наке Чулев упаднаа во приватен имот во хуманитарно здружение кое донираше хуманитарни пакети за социјално загрозени семејства низ целата држава. Цела вечер структурите на Наке Чулев малтретираа и ги носеа во станица млади волонтери кои што ја спремаа целата таа помош. На 4 мај, во вонредна состојба и полициски час, Чулев ангажира 50 полицајци за снимање на пропаганден спот. На 7 мај, почитувани граѓани, Наке Чулев јавно на медиум изјави дека полицијата нема да казнува оние кои ги прекршуваат мерките и препораките. Веднаш, уште истиот ден, како и денови подоцна, јавноста беше сведок на масовни прекршувања на забраните за собири, на забраните за движења, додека полицијата на Наке Чулев не превзема ништо и стои настрана. Истовремено, Христијан Мицкоски јавно излегува и вели дека нема потреба од никакви забрани за движење, нема потреба од никакви полициски часови. На 2 јуни, 7 полицајци блиски до Наке Чулев ги прекршуваат мерките за јавни собери, организираат забава и дават отпор при апсење од нивни колеги. Ден подоцна, почитувани граѓани, Мицкоски ги прекрши забраните и седнал во дел од ресторан во кој е забрането да се работи, правдајќи се дека не знаел доволно за протоколите кои секој ден ги критикува. 2 часа структури на Наке Чулев се обидувале да го спасат на Мицкоски од одговорност. Почитувани граѓани, ова е само мал дел од незрелото, несериозно,
но би рекол и опасно однесување на мицкоски и на фейк ньюс ВМРО ДПМН, кои немаат намера да излезат од режимската матрица. Лажни вести, прекршување на мерките и забраните, злоупотреба на институции, тоа е се што гледаат и што можат да го видат граѓаните во фейк ньюс ВМРО ДПМН. Но граѓаните со сигурност повторно ќе го поразат режимското однесување на мицкоски и на ВМРО ДПМН и нема да дозволат режим никогаш повеќе. Ви благодарам.